Собранието на Република Македонија својата 74-та седница расправа по извештај на Европската комисија за Република Македонија за 2015 година. Пратениците, вклучувајќи се со своите ставови, се произнесуваат по свој извештај кој се однесува на напредокот на државата во повеќе сегменти. Пратеничката Софија Куновска на собраниската говорница во својот говор кажа дека одговорноста за вака добиениот извештај го префрли на власта и меѓу другото кажа: Република Македонија, според извештајот, тврди дека е вратена на Копенхашките критериуми. Во сите извештаи, претходно, сите 6, стоеше нотификацијата дека во Македонија кумулативно оценувана постои прогрес. Сега тоа не постои. Тоа е првиот доказ зошто тврдам дека Македонија во овој момент нема препорака. Вториот доказ знаете кој е? Тоа е дека главниот осомничен во приказната, согласно извештајот, ги пушта еден по еден своите соработници низ вода, за да може да ја спаси сопствената кожа. Тоа никој не можеше со сила да го натера да го прави. Како држава, печени сме од сите страни комплетно да ја загубиме препораката и воопшто за нас да не биде разговарано ако не превземеме било што во наредниот период, тоа да не остане така. Благодарам. Благодарам. По ова обраќање со реплика се обрати пратеничката на Собранието на Република Македонија Благица Ласовска, каде кажа дека извештајот е одговорност на сите чинители во државата. Таа е одговорност и на опозицијата, а не само на власта. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги. Прво, последната дилема, политичка одлука е на Европската Унија да времено го затвори влегувањето во Европска Унија на државите кандидатки. Второ, околу вашата дилема за нашето мислење за опозицијата. Бидејќи колегата Илиевски не можеше да ви одговори, еве јас ќе ви кажам што ние мислиме за опозицијата во Република Македонија. Опозицијата во Република Македонија е очајна групација која што многу желна за власт, која што со помош на странски пари и со помош на јабанџи сакаат упорно да дојдат на власт, урнисувајќи ги институциите на државата. Од тука е изјавата на председателот на државата, кој што кажал дека поради настанатите ситуации добивме условена препорака од Европската комисија. И до тука мислам дека сме јасни. Но некако не сме јасни, не сме начисто со една изјава несрекна која што ја слушнавме пред 2 дена. Цитирам: лидерот на СДСМ, кој што претендира да биде премиер на оваа држава, вели вака: најголеми непријатели на СДСМ се Сител, Канал 5, Алфа и печатениот медиум Дневник. Мене лично не ме чудат ваквите несрекни изјави, но ги чудат граѓаните. Што мисли со тоа лидерот ваш? И за каква демократија се борите вие? Мислам дека сте должни да одговорите на граѓаните на Република Македонија дали, ако некогаш дојдете на власт, ќе ги затворите овие 5 медиуми и дали директната закана која што предходниот ден пак исто така вашиот лидер Зоран Заев ја упати кон банките, кои што се независни институции, дали и банките се наред да бидат затворени и дали за таква демократија вие како политичка партија се залагате. Редно време да кажете. И зошто ме интересира, зошто медиумите на вас ви се непријатели? Нели политички ривали треба да сме ви ние? Или откако дојдовте наши коалициони другарчиња, ви се бенди са власта и сега како привезок за нас, па непријатели се медиумите? Благодарам.